Верица Крстевска по професија шивачка потекнува од Сурдулица, Србија. Убаво живеела како млада во куќата на родителите. При една посета на роднини во Македонија го запознава Андон Джија од аеродром, кој набрзо ќе стане и сопруг. Иако не добиле потомство, се согласувале, ја средувале бараката и живееле хармонично, иако со нив во истата куќа живее и незиниот девер. Сопругот како млад и помагал, но поради проблеми со алкохолот набрзо започнале недоразбирање и семено насилство. Најпрво Антон добил мозочен удар и останал без работа. Тоа влијаело врз неговото однесување. Еден ден тој толку агресивно ја нападнал, ќе каже Верче, што морала да го пријави и да биде сместен на лечење во болницата Бардовци. Таму се повредил, го скршил колкот, а набрзо по излегувањето доживеал и сообраќајна несреќа. Денес не е способен да работи, а паралелно во исто време и Верче останала без работа. Не можеле да платат сметки и останали и без струја. Се струшил сиот свет за ова семејство последните 4 години. Верче во моментов, иако подработува во еден скопски ресторан како седомијачка, сепак 1000 денари приход еднаш до 2 пати во неделата е недоволен за да се плати долгот од 500 евра и да се купи храна за секој ден. Затоа, единствен оброк е сендвичот што таа го добива на работа, кој најчесто го носи дома за сопругот. Да имам струја, вели таа, ќе може да ја средам куќата, да исперам, да почнам да шијам и да застанеме на нозе како некогаш. Се наоѓаме во аеродром. Денес ќе ве запознаеме со животната сторија на Верица Крстевска. Таа од Сурдулица доаѓа во Македонија. Пред 30 на години се мажи со Андон. Меѓутоа, пред неколку години и тргнува животот надолу. Денеска зема ептен колку да се прехрани, меѓутоа условите во кои живеат се многу тешки. Добар ден. Верица потекнува од Србија и имала складно и убаво детство со семејството. На само 20 години доаѓа во Скопје кај роднини каде го запознава Антон, кој најбрзо ќе стане и сопруг. Свекорот и свекрвата не ги запознала никогаш и сами со сопругот. Го граделе домот во кој денес живеат во населбата аеродром. Сопругот бил вреден и помагал во домашните обврски и се работеле во хармонија. Се до моментот кога тој ќе започне со еден порок и поради многу алкохол, ќе каже Верче, станувал многу често и агресивен врз неа. Еден ден толку ја натепал што таа била принудена да го пријави во полиција и тој да биде однесен на лечење во Бардовци. Од каде сте? Сурдулица, Србија. Таму си. Како таму растевте? Какво детство имавте таму? Фин. У школу сам išla odlično. I dok sam išla u školu, komšiku sam ispod mene imala šnajderka. Dođem u školu, kod nje sam taj posao tako zavolela. Posle sam se tamo zaposlila i Jumko, konfekcija. Od šnajdera i kući sam šila. Posle sam bila kontrolor, šef sam bila u pogon. Како дојдовте во Македонија? Кога? Pa 93. mislim, da, 92. 93. Млада сте биле, едве 20 години? Da. Дојдовте тука и останавте? Da, s njim. Помажевте? Da. Немате потомство, деца? Nemam, imam 4 neuspode veštačka planje. Remedika, Sistina. Neuspela. Работевте и кога дојдовте тука? Како живеевте на почетокот? Odmah sam ja našla posao. Odmah u Lisiče, Snežana konfekcija. Odmah sam našla posao i plus sam kući šila. И приватно? Mislim, iskreno, u kući sam više zarađivala nego... Убаво живеевте на почетокот? Da, uglavnom. Тогаш Složno, znači, iskreno da vam kažem, ja vam kažem, on koje jedenje on spremao, ja ručak nisam spremala. Da li je zimnica? Meni nijedna komšika nije trebala da mi priđe, da mi pomogne, sve sami. Odemo, kupimo, sve smo sami. A za jedenje što je spremao, ne znam. имавте помош на почетокот. Тогаш To mi sve nedostaje od njegova. ви фали. Fali. I to mnogo fali. Тој безгрижен живот и таа љубов. Како беше пред годините оваа куќа? Како изгледаше? Ovaj deo nije imao. Ovo je sve bilo barake, ovo je sve dogradnja napred.
Ovo je sve bilo ravno. I ajde da dogradimo malo nam, što samo faktički dever je tamo na kraju, sobče i kujna što je bilo i kupatilo. I posle smo vršili da dogradimo sve. Sve sami. Вие двајца? Da, sve sami. Niko mi nije pomogao. Велите, никогаш беше средено и со мерак сте седеле? Kutijica, da vam kažem. Sredeno je bilo. Mislim, svedoci familije koji su dolazili, tetko u Negotinu, non stop su bili ovdje i svi mogu da potvrde da je bilo sredeno, da je bilo sve. I struje, i grejenje, i sve. A zato što krov nije dobro napravljen. To je sve, na početak sve novo napravljeno. A žena ko žena ide ponovo, ti kažem, ter papir koji se trebao da se stavi ovako popreko. Taj ter papir, to je moj brat, rođen je, ovako stavljen. I sad voda ko voda nađe svoj put i tako mi je propao krov. Ali to je sve novo kupljeno. Nove gipsane ploče, sve novo kupljeno. Кога имавте средства и Da, финанси? da. Сега нема шанси да го поправите ова? Nema. Како вака западнавте сега? Tako. Što on ostane, što se s njega sluči. Bez posla. Jedno vreme i ja bez posla. Бевте и вие? Da. Сега работите? Da. U Dijanu. U Dijanu. Што работите? U Kujna. Окей, Na Sadoper. со доперка. Da, Sadoperka, da. Pa dobro. Što da radim sad? Ljudi plaćaju na dnevnice. Moram nešto da radim. Колку да имате да се прехраните? I nešto tamo, ipak fini ljudi. Mislim i hrana, dosta se Имате и оброк? i donesem nešto. I to je. И за него носите? Da, donesem obavezno. Не го оставате? Ne. Ja sendviča tamo ne izjedem što me sleduje, što hoću da jedem. Njemu donese. Имавте свекор и свекарва? Ne, ja ih nisam zatekla, oni su počinati. А биле починати? Da, bili počinati. A Zalva Dračevo, u Švajcariju što je bila, nju sam zatekla. Ona posle počina. Sahranjena je tu u Dračevu. Tu je sahranjena. Колку луѓе живееле тука пред да дојдете? Pa svekrva i 5 deca. Dok je svekr bio u Germaniji. Тој таму работел? Da, tamo je radio svekar. Od tamo je doteran i budali sahranjeni. А тука само вие живеете во оваа куќа сега? Imam i devera. Еден девер. Kolo logistika radi i on je tamo radio. А зошто лежеше во Бардовци? Alkohol. Колку Душ. време? Iskreno da vam kažem što sam ja morala da agresivan je bio malo. Ne malo previše. Inače ne bi došlo do toga. Ja razumijem, ljudi popiju i sve. Ali i poslije će legne, će odspava kao da ništa nije bilo. Kao da ništa nije bilo. A dok sam ja morala u situaciju da dođem, nekad ga prijavim policiju. I to ne jednom, nekoliko puta. Jer se nije izdržavalo. Ne smiješ da sedneš, da li će ti udari s neku stranu, da li... Mada i posle, nekoliko puta sam dobila i štaku u glavu. To je. Имаше Ne mogu da se načudim, znači, od onakvo fino stvorenje. Znači, on nije bio neka svađalica, dosta miran, dosta povučen. Se preokrenu nekako. Не го препознававте? Ne. Što niko ne može da prepozna onaj. Što svi ga ovdje znaju, ovdje odrasu. Što ga znaju, Džija, on Ando se zove, Džija mu je nadimak. Što niko ne može poveruje dok te je došao. Како се вика супругот? Anton. Антон. Džija mu je nadimak. Колку години траеше, таквиот живот, кога одевте надолу? Кога Pa започна? mogu možda da kažem 3-4 godine. Последниве 3-4 години? До тогаш се беше во ред? Da.
Ja vam kažem, ništa jedan bez drugog. Ništa. Бевте On je поврзани. znao i hleba da mesi. Sve je, znači, pored majku naučio. Zimnica, ništa jedan bez drugoga. Gdje da se pođe zajedno sve. Jedino što nas je bio posao razvoje. Ja na moj posao, njegov. Имаше меѓу вас разбирање и љубов? Da. Не дојдовте во момент да го оставите некогаш? Neka su mi prošle misli, ali ne. Nemam to dušu, nemam to srce i nema ni da ga ostavim. Се уште го сакате? Ne. Pa dokle, on nikad se ne zna kome da ga ostave. Kažete mi kome da ga ostave. Nemam, ovakvu situaciju nemam. Жал ви. Bože moj, to je. Зашто плачеш? Зашто плачете? Dođem doma. Дека дојдовте до овој степен? Што ви се случува? Panika od sve. Zašto sam došla do ovdje? Od toliko uspešno. Бевте успешна? Бевте успешна? Откако лежал во болница неколку недели му се случиле и други несреќи на Андон. Скршил колк, пак е нова железничка станица бил удрен и од автомобил. Денес тој тешко се движи, повеќе лежи и е дома, неспособен да работи. Во исто време и Верче останала без работа, па биле исклучени и од струја. Се им тргнало удолу. Секој ден бил обојуван со солзите на оваа жена. Немаат помош од никој освен од малската фризерка Лиле, која ја го пријави ова семејство за помош. Многу често гладуваат зашто со 1000 денари, колку што на 2-3 дена зема Верче работејќи како седомијачка во еден скопски ресторан, не можат баш ништо да се дозволат. По цел ден само седат во прокиснатата и студена куќа со соларна батерија во рака и се молат некој хуман човек да им помогне да ја приклучат струјата, за да можат повторно да се вратат во нормала и да продолжат да живеат. Kola ga udrio pod železnička. Кога? Pa ima jedno 3-4 godine, možda i jače. I tad je ostao bez posla. I on je radio u komunalna logistika. Го удри кола и што му се случи? Je malo zaglavio u Bartovci. To je. Sve treba se izdrži. I dan danas sam pored njega, što da radi. Koga nemam, nikoga ne gleda. Го удри кола и му е скршен колкот. Da. Ne, mozečan udar. Prvo dobio mozečan udar? A kad je odveden u Bardovci, on je tamo kuk skršio. A tamo? Tam kuk skršio. A kola kad su ga mozečan udar, iskršeno rame. Izvinite, eto, dobro, ima ožuljak, ima operacija napravljena, šipka je nošena u rame. Operacija mu je pravena. Му се собраа многу болести. No, on i sad ima. On, tako reći, i ja ne mogu bez njega, niti on bez mene. Meni je toliko žao kad ga ja ovako ostavim i kad moram da idem da radim. Non stop nešto radi. Džabe on, možda nekad će mi kaže, možda neće nekad. Što praviš? Obično ja njega ne zovem Andon, Zlato. Od kako smo se uzeli Zlato? А кога ве тепаше? Kako? А кога ве удираше и тепаше? Opet isto, ja nekad Andon. Opet isto. I gledam sve da slišam situaciju. Ajde, zašto? On se smiri poslije, kao da ništa nije bilo. Колку земате дневница? 1000 dinara. 1000 денари. 1000 dinara. A i ne daju svaki dan. А не одите секој ден? Nedeljno zavisi. Тоа се премалку пари за да се... Kad je malo je to napravilo se. Останавте и вие без работа и тој се насобраа долгови. Сега немате струја. Цела зима ја поминавте без струја. Pa eto što nisam mogla da plaćam. Nisam mogla, tad je najviše kriza, najveća kriza bila, iskreno.
Ja, da sam mogla. U početak to je sve redovno bilo plaćeno, sve može i da se proveri i sve. Koliko vi je dolgo za struja? 30 nešto mislim da je. 30.000. Ne možete da napravite na rati nešto? Pa treba da idem da proverim, da vidim da kako što može da vidim. Kako vi pominува jedan ден, posebno kога je ladno, koga ne možete da izlezete nadvor na terasa? Pa kako? Sednem ovde. No tukaj je temno, vlažno, dok je teče. dan, dok pa imam i ovo koje se puni na svetlost, sveće, to je Така живеете последниве месеци? tako. Дома не готвите? Ne, pa nemam sad. Jedino na plinskom nadvoru ako stvarim kafe ili čajče, nešto. Investitor jedan dođe, drugi dođe da bi se srušile ove barake. Komšije, nekako svima je malo što im investitor nudi. Koliko su investitora došla do sada. I sve mi je nekako malo i ne možemo da se složimo i ne možemo i dan danas smo ovde. A da je bila sloga veća, do sada niko ne bi živeo u ovoj baraki. Mislim da zadnju sadamo u Skoplje. Кога не одите на работа тие денови, сигурно има некој ден одмор, тогаш што јадете? Pa ništa je. Tako. Не јадете тие денови? Kako se snađe? Kad odem kod majku u Srbiju, bilo što da ima, čak što više i hleba mi u mesi da ponesem. Ne mogu da kažem, znači. Но не може да ви помогне повеќе. Pa koliko može žena. Koliko može. Ja sad ne mogu nešto, niko nije kriv što sam ja došla u ovakvu situaciju. Ne mogu nikoga da krivim. Останувањето без работа ве направи во оваа ситуација? Da. Без денар сте останале некој ден? Koliko pat. Што значи да се остане без денар, Верче? Kako? Што значи да се остане без... Što znači? Ko ono nije osjetio, ne može da zna. Што сте правиле во тие моменти? Ništa. Nekad trpiš. Nekad se snađeš. Како? Pa možda i neko se smiluje i da donese i da te pozove, da ti dade nešto. Кој ве вика? Имате роднини? A rodnini ovdje što imam jedino snaju, imam tamo jedino ko mi je najviše pomogao i ko mi najviše pomaže, Lile frizerka. To je žena beskrajna. Таа ви носи I храна? nema dan da ne odem i kad je nedelja mi fali prosto, nema dan da ne odem da je ne vidim. Не можете, бидејќи нема струја, ниту да шиете, нити па има услови тука да работите. Pa, i čak što više ja da imam struju, ja imam mašinu. Ja mogu i doma ponovo da šijem. Znači ja mogu da se povratim, ali treba da krenem. Сигурно тоа ви е најголемата желба. Да тргнете Da. и да ги Baš da. заборавите овие години што... Da se vratim na normalu, znači. Ja sam i kući šila i onako sam išla da šijem. Znači na posao nije meni uopšte problem. Zadovoljstvo mi je, znači, za... Dođem od posla, ako ručamo, on legne, ja. Znači dosta sam posao i kući imala za šijenje. Čak što više, nekad sam više mesečno vadila nego što sam platu primala. Svadbu, iskreno da kažem, svadbu kad smo pravili, 90% su bili obučeni na mene što sam ja sašila. Ja sam sebi venčanicu šila. I to zajedno od moju snaju pokojnja majka. Normalno da ne mogu da produžim, ja moram da se borim, pa opet nešto da stvorim. Kako? Mora da se živi. Тука и да ви сте например многу ладно, Ладно. може и да се изразболете. I non stop sam iskrena i nastinata i... Što da radim? Nemam dakle.
Znači ja sad nešto da propadne, da li će investitor, znači dokumenta imam sve za baraku. Što je tu je, a ne drugo što. A во моментов каква помош ви треба? Molim? Во моментов каква помош ви треба? Pa kakva, što jedino, eto, struju da imam, nešto hrana, garderoba, hvala Bogu, struju da imam, ja ću sve da operam, sve normalno. А како перете во моментов? Kako? Nadvor. Znači mašina imam sve. Najosnovno mi je struje. Najosnovno struje. Струјата ако се пушти Struje i samo da ne и покривот. pokrije. Da. Тогаш би се средила? Normalno, odmah. Jer to je sve novo, na Opatosu, to je sve novo kupeno. Sve novo. А како кога многу врне, тука е веројатно поплава? Kape sve. Sve kape. Тука спиете? Да? Samo da vratim normalan život, ko što mi je bio. Samo da vratim normalan život. Drugo mi ne treba. To je. А зашто пак се натаживте? Evo, Зашто пак заплакавте? zato što mi je teško, eto. I što mi nedostaje sve. Nisam toliko jaka da mogu da ne zaplačem. Жалите за убавите моменти, безгрижниот живот. Da. To je. Верувам дека ќе има нови убави моменти. Lepi umovi. Daj Bože, svi da imaju pa i me da se prate. Što drugo da kažem. Izvinite, znači stvarno ne mogu da izdržim da ne plačem. Ja se stvarno izvinjavam. Солзите не се знак на слабост, тие се знак на примор од тешкиот живот. Секогаш кога така ќе се почувствувате, станете, исплачете се, па дури потоа тргнете напред. Така се почнува од почеток и се враќа животот во нормала. Кога ќе го разбереме ова, ќе разбереме и дека поимот луксус значи само малку мир и тишина и спокоен живот без брзање никаде. Сарави Мангиловски родом од Клечовци израснал и се образувал само до 8 оделение поради немање услови за нешто повеќе. На детството се сеќава на пасиште и добиток кој секојдневно го терал на пасење. Имал уште двајца браќа кои неодамна починале. Починале и неговите родители, а мајка му која живеела 94 години била негова обврска и ја чувал во постела до незината смрт. Саравим повеќе надвор од куќата отколку внатре. И оправдано, може би имал среќа и дента кога паднал неговиот дел од куќата и што бил надвор, зашто доколку останал дома денес тој немаше да биде жив. Веќе со години Саравим живее и без струја во делот од куќата што бил на неговиот брат. Тоа уште повеќе му го отежнува животот. Не може да гледа ниту телевизија, не може да стопли вода за да се избања, а не може ниту да се сготви. Под скромните 8.000 денари во месецот тој мора се да купува од продавница за да се прехрани. За жал, овој човек има и проблеми со здравието. Го болат нозата и не може убаво да оди. Има и проблеми со видот, но само еднаш во животот бил на доктор, зашто и за тоа требаат пари, ке рече тој. Кај соседите топли вода за да одржува лична гиена. Колку и да му е тешко, Саравим не се предава и е предаден на судбината до таа мера, што не е ниту важно кога и како би го напуштил овој свет. Не можем ништо да променам за подобро да живеам и не се ни надевам дека еден ден можеби во оваа куќа ќе светне струјата и ќе ми биде поправен домот. Со староста доаѓа и безпомошноста. Токму денес тоа ќе ви го прикажеме во Срце на дланка. Серафин Ангеловски од Кумановско. Веќе е човек во години, меѓутоа куќата му се распадна, нема ниту струја, ниту вода, а богами со средствата кои што ги зима, нема ниту за храна.
Сарабим има 69 години, роден е и пораснет во Кумановско Клечовце со уште двајца браќа и родителите. Може би сиромашно живеел и тогаш не си било многу полесно. Имало живот, ке рече тој. Пред 20 години починале родителите, а потоа и двајцата браќа. Никогаш не бил женат. Може би денес ке живееше полесно да имаше некоја сродна душа, макар за делење на маката понекогаш. Од пред неколку години тој останува и без струја. Еден ден, додека бил излезен делот од неговата куќа, каде тој седи паднал и се уште така устанал, а од тогаш може би и двоструко му се отежнува животот, зашто нема можност ниту да готви, ниту да топли вода за бањање, ниту пак да гледа телевизија. За да измие кусата и да се избречи, мора да стопли вода кај соседите. Се што прави е кога ќе се раздени излегување и одење пополека низ селото, така подпомогнат со бастунче, зашто одамна веќе тој има и здравствени проблеми. Овде сум роден. Клечовце. Какво беше детството? Колку деца бевте? Па тројца браќа сум. Имате уште двајца браќа, но тие се починати. А? Да, починени се деца. По краве, по овце. Така како е било. Се школувавте, ве образуваа родителите? Само осмолетко. Тоа е било. И потоа како, кога завршивте осмо, како ви продолжи животот? Тате работи, мама донасаше. Добро беше. Да, тама натам по трафике. Овој работеше. Тоа е било. Кога починуваат родителите? Од кога останувате сами? Па кома има 20 години. Вие веќе имате 70 години? Татко ми умре 73 години, мајка ми умре 94. На 94? Да, мајка ми умре. Јас сум го чуваел дека таму тој собу. Она се взимаше некои пензии, тој нешто. Взимаше тој, како се неголи таму. Да, тоа е. Од пред 4 години останувате скроз сам? Сами. И више, 4 години. Оваа куќа беше половина на вашиот брат, половина ваша. Да. Меѓутоа, вашиот дел не е во добра состојба. Што се случи со куќата? Па сама. Падна? Да, сама падна. А вие каде бевте тогаш? Не, па, таму у продавницу седел, комшија вие вика, абе, што падна, не мисли, тај другата паднала стара. Она, мојата. Паднала. Среќа што не сте биле во А, па, моментот. среќа што не сам бил унутра. Ке ве затрупаше? Готово, па не ли видел како е све. Не може да дигнеш све. Веќе не влеговте таму никогаш? Не сам легна, погледна и готово. Не успеавте ништо да поправите, да... Па не може што ќе, не може да улегнеш. Треба да викнеш радника некоја да... Ма што ќе го правено све бутнено? Кој ќе го прави? Зошто падна куќата? А? Зошто падна куќата? Од куде го знам? Па доаѓаше дол многу. Одека. Јак дол дојде, озгора е она влаго више, она и она има 100 година, може и више да има. И она полека. Непокриено озгора, киша пада, она се руши. Само себе. А овој дел? А? Овој дел на вашиот брат? Па тега и она још стои, па сега не знам дека ќе стои. Дали тече кога врне на овој дел? Горе тече. Тече тама непокриено. Треба да се качи, па ја ставljam некои тенџериња ставljamo со сонога тоа како комшии. Стравти е да седите во куќата бидејќи е опасно? Не, па сега како ме затрупа па. Мој век тако е. Повеќе сте надвор отколку внатре? А? Повеќе сте надвор од куќата отколку во неа? Па надвор сам. Зошто? Па што да правам? Куде да иду? Надворот иду пред продавницу малку поседимо, тоа е. Само преспију кладека. Тоа е. Тука само за спиење доаѓате. Дојду па за спиење и нешто да куснам, лепче тоа е. Тоа е. А кој ви готви? Од каде јадење? Под продавницу, кој ќе ми готви? Не знаете да готвите? Па, абе знам, ама немам нешто. Зошто немате нешто? И па нема струја, немам тој плинско све затрупано. А зошто немате струја? Па нели падната е куќата. И нема струја. Не може да се префрли саатот? Па не знам, тама они знае, вика
Не си плати, па нешто, па... А исклучен сте? И она беше исклучена. А бевте исклучен? Да. Колку ви е долгот за струја? Па не знам колко беше, 500 евра ли е. Тоа е. Кога би се подмирил тој долг, би можело да се префрли тука саатот за да може да функционирате со струја? Навечер како седите? Тегот на батеричко. Имате батерија? Седну и легну. Не можете ни телевизија, немате никакво друштво. Немам ни телевизија, немам ништо. Па на што ќе го уклучам телевизија? Освен оваа соба, ништо друго немате? Немам ништо. А купатило, бања? Немам ништо. Па како? За физиолошки потреби бањање? Па бањање кад е убаво време на слънце, згреju воду. Или ќуту. Во зима не се бањате? А? Во зима тоа е луксус. Сама ми глава, Само главата. овие тај комшика згрее воду. Греете кај комшиите вода? А? Кај комшиите греете вода? Па она тој згреje, викам, ајде да се измиеш, да се обричи човек малку. На друго место нема. Саравим живее со само 8.000 денари. Мора си да купува од продавница зашто нема услови за готвење, а и да има, не гледа со очите и нема пари за да отиде на доктор. Често вели пензијата ја троши само за леп и млеко. Тешко му е што домот му се распаѓа и тече и најмногу од се сака барем до крајот да ја види како некогаш. Но тој одамна изгубил верба во добрите луѓе и не се надева на ништо. Само ќе рече: немам пари за на лекар за да си ги спасам макар очите, па затоа не се надевам на никој. Како рекол Господ, така нека биде, ке заврши Саравим. Не успеавте да направите стаж за да земате пензија денес? Па не мога, немам стаж. Социјална помош ли земате? И па тој старачко, 8.000. 8.000 денес. Да. Зашто стигнуваат во месецот? А? Зашто ви стигнуваат во месецот 8.000? Терам си такој, лепче зимам. С лепа. Немаш тој затрупами тама све, струја нема. Такјут. Што да правам? 8.000 се премалку за да се прехраните во месецот, иако сметки други не плаќате. Што? Зашто стигнуваат тие пари? Некогаш сте останале ли? Не ми останува. Не ви останува? Не. Земеш леп, земеш некој, па ми се пинуе пивце, па сега душа. Лепче, те саламички, нешто. Тој, некој јајце, свариш, млекце. Колко останува толку сега. Имало да не остане воопшто некој ден за без леп? Не. Оставя ми продавачка комшија смо туја, остави некој лепче туја. Па кад има, неќе немаше леп. Ги врече. Ќе кусне. А никогаш се запишувате додека да стигне Па... помошта? А? Во продавница дали се запишувате? Па запишуи се. Значи не стигнуваат парите за цел месец? Да, не стигна. Запишу со продавница. Она ме чека, сак неќе да рекне. На друго место нема укумано чекање. Он ми знае. Запишу се, па кад зему, па плату. А сигурно и не гледате со едно толку добро. Па не гледам, ич. Треба да се оперира Па треба, ма пари треба. и за тоа треба пари. Да. Се се врти околу парите. А? Во вашиот живот се врти околу парите. Кога нема пари, нема ниту здравје. Па нема здравје толку. Ја и со ова ич не видам. А со другото малку повеќе гледате. Па повеќе гледам с него. Сигурно не ви е убаво и не ви е пријатно вака што живеете, но прашањето ми е како може да ви биде полесно? Со што би можело полесно да живеете? Кога би имале повеќе средства да отидете на лекар? Па да имам, ама немам. Треба пари, треба да имаш нешто. А нешто, никогаш нешто ви се јадело или а не можете да си го дозволите со тие примања? За пари? За храна? Па нема што еду тој. Што за храна, што ќе направи? Кад не видиш добро, треба да направиш. Тоа е, како е рекнае Господ, тако е.
А за куќата да се поднаправи? Што? Куќата да ви се поднаправи, помош, сте побарали ли некогаш? Никој nije доаѓаја, нима помош, ништо. Кој ќе го направи? Но би биле среќен да се поправи? А? Би биле среќен да биде здрава, да бидете сигурен во неа? Нема треба пари. Кој ќе ми даде? Никој. Дали е ова живот? Вака да се мачите, да не можете да се дозволите на лекар да одите? Ни па не е овој живот, ама што да правиме сега? Животот мора да продолжи и кога немаме премногу причини за тоа, а понекогаш сваќаме и дека не ни требаат премногу чуда за тоа. Само не смееме да се предадеме на судбината, зашто новиот ден секогаш носи едно поубаво лице на животот.